проект кој е стар 10-11 години и помина разни фази на развој, на пропасти. Ние аплициравме еднаш тогаш во агенцијата за филм со овој проект, за жал бевме одбиени и потоа се обидувавме сами да го развиваме проектот. Имавме и можности, но имавме и како се вика и изгубени шанси, но еве сега се случи, како викат, не за кого е речено, туку за кого е печено. Така да и ова се случи тогаш кога требаше се случи и многу сум среќен заради тоа, затоа што како се вика, некои работи просто им треба време да се случат и човек треба да биде трпелив и упорен. За жал правиме нешто за прв пат во Македонија. Причината е тривијална, не се снимале серии, па немало потреба од вакви промоции, инаку ова е по светот нормална работа, вообичаено е првата епизода да се покаже во кино како кино премиера, за да може да ја видат публиката, да кажеме актерите, учесниците, креативата, за да можат да го видат собственото дело, а и се разбира новинарите како јавност, за да можат да пишуваат критики за делото, така да правиме нешто што е нормално секаде по светот и многу се радувам дека ќе биде ова нормална работа, барем, ако не повеќе, барем еднаш месечно да имаме премиери на вакви. Идејата е да направиме една симбиоза, тоа што повторно нормално во светот, помеѓу телевизиите, помеѓу националните телевизии како производствени компании кои ќе поттикнат, финансираат до определен момент определен производ, а потоа го преземат платформи како Netflix, HBO, Lulu и така натаму, Hulu и така натаму, и тие го дистрибуираат самиот производ понатаму. И ние се обидуваме едноставно да создадеме телевизиска индустрија во Македонија и ова се првите чекори кои водат кон создавање на телевизиска индустрија. Значи да се направи симбиоза помеѓу економијата, бизнисот кој би финансирал, националните телевизии кои би учествувале во развојот и финансирањето на проектите и платформите кои би го дистрибуирале, односно продавале производ понатаму и повторно да се направи тој производствен циклус и така да развиваме индустрија. Тоа е целата идеја и во овој момент тоа се пионерски чекори. Сакам да искористам прилика да заблагодарам на сите кои ќе не гледаат на Алфа телевизија, но и сите оние кои ќе си отворат акаунт на Кинемое и кои ќе можат да гледаат проектот на платформа, кој е друго доживување. Една работа е кино, друга работа, друго доживување платформа. Јас се надам дека ќе имаме среќа и сила да имаме и нови сезони, една нова бистра вода, но во една нова агрегатна состојба, ако така може се каже. Посакувам многу повеќе камери и светла да имате и во иднината токму со оваа серија и верувам и останата серија. Благодарам, посакувам на сите. Се надам дека ќе биде поттик и другите телевизии, и другите платформи да го прават тоа што го правиме ние. Честитки за новиот проект и за ова остварување, еве и дел како нормално и почетокот на нешто ново што се случи овде во Скопје. Најпрвен колку фалеше создавање после Преспав и после овие проекти кои што ги видовме, еве и Куќен притвор, една од актуелните серии, нешто што е на некој начин и прва крими серија во Македонија. Апсолутно. Во принцип во Македонија фали серијата фали како производ многу. Предпоставувам дека ситкомите се секогаш некоја олеснителна околност да се снимаат затоа што се во затворен простор. Оваков тип на серија кој што всушност се снима со должина на време трајање како еден филм. Што значи дека 12 епизоди се снимани како 12 филмови од по 50 минути, што значи дека е исклучително тешко. Втора работа, многу важна во еден ваков телевизиски проект, серијален е сценариото, кој што морам да кажам дека искрено многу ми се допадна. И предпоставувам дека на луѓето уште во првата епизода на публиката ќе им отвори многу прашања и со нетрпение ќе очекуваат да ја гледаат и другите 11 епизоди. Сум многу среќен што се случува ова во Скопје, сум многу среќен што за 3 дена цела Македонија ќе може да ја види веќе првата епизода. Еве вака некако ова отвора нови некои гледишта и кон филмовите и сериите во Македонија, дали може еве како очекување од страна на актер да бидат дека и во иднина ќе гледаме се повеќе серии или на пример можеби рано е да
се каже, но сезона продолжение на Бистра. Сега го видов мојот колега Рубен Смуратовски, се поздравив со него и му реков да дај Господ секоја недела да те гледам овака. Затоа што ни стана исклучително тешко да се гледаме само по театарските бифиња или да се гледаме некаде надвор. Уметниците треба вака да живеат, да создаваат дела и да се гледаат 2-3 пати во месецот на вакви значајни настани. Посакувам. Не можем да кажам каков е начинот, но посакувам многу често да се случуваат во Македонија вакви настани. Јас сум Јани Бојаджи, вие гледате ексклузив на Jingle TV. Здраво, јас сум Зоран Љутков, а вие гледате ексклузив на Jingle TV. Поздрав!